Во Виница заврши теренската проверка на неконзистентните гласачи од избирачкиот список кои беа посочени од Државната изборна комисија. Две локални комисии со представници од политичките партии на терен за недела дена ги посетија и анкетираа сите 341 лице кои беа на списокот и според правичните податоци од надлежните во Државната изборна комисија, во Виница нема ниту еден фантом. Сите тие лица се тука, а проблемите настанале заради несоодветно регулирана лична документација. Дел од лицата кои беа на списокот и беа посетени од страна на комисиите еве што изјавија. Ние беме посетени од таа комисија, ама тоа не е тачно. Ние сме редовни гласачи тука и гласаме во старото школо Славчо Стојменски. Ние поседуваме тука со години, ние сме стари виничани. Тоа не е тачно дека не постоиме некако гласачи, ние гласаме редовно. Секоја година се пријавувам за гласане, бидејќи веќе сум тука 7 години живеам, значи јас сум од Бугарија. Така да можам да докажам дека сум вистинска личност. Се утврди дека имало спорно со некои комшии се водели на нашата улица или ние на нейната улица. Ние живееме од секогаш на улица Јане Сандански број 10. Со сите документи и лични карти, пашапорти се водат на Јане Сандански број 10. Меѓутоа и мало, во малото и други со број 10. И нешто било спорно. Меѓутоа, до сега било гласање, било што сме барани на улица Јане Сандански број 10. Според надлежните, проблемите во ромското мало настанале заради големиот број дивоградби кои не се соодветно адресирани и поголем број жители личните карти ги водат на адреса на блиски роднини. Исто и со тие кои живеат во стамбени згради, на личните документи е внесен само бројот на зградата, а не и бројот на влезот и станот. Така да во иднина и МВР треба да поведе сметка при издавањето на личните документи да бидат проверени и комплетно нумерирани. Инаку до вчера, податоците за сите тие 341 лице во Виница се обработени и внесени во компјутерската евиденција на Државната изборна комисија.